Третиот ден на светското првенство во Катар ни носи 4 надпревари. Нема некој дерби меч, но ќе биде интересно. Јас сум Јовица Симоновски, TJ, а вие гледате третата епизода од серијалот Overtime на YouTube каналот BMG Sport. Пред да продолжиме со видеото, ве молам притиснете subscribe и одете на звончето за да добивате известувања за сите нови епизоди. Одиме прво со надпреварите од групата С, каде се Аргентина, Полска, Мексико и Саудиска Арабија. Денот стартува со надпреварот Аргентина, Саудиска Арабија. Надпреварот се игра во 11 саат сабајле. Навикнете се. Некој од нас сутринско кафе ќе гледа фудбал. Епа Катар зима 4 надпревари на ден, фудбал од сабајле до вечер. Фудбал, 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 фудбал. Ова е надпревар помеѓу еден од фаворитите на светското првенство и еден од најголемите аутсайдери. Имам чувство дека сите се убедени дека Аргентина ќе стане шампион. Јас не сум. И колегите на работа исто. Аргентина, Аргентина, Аргентина. Се кладев дека Аргентина нема да стане шампион. Добро, се сложувам, имаат одличен состав, а за Меси ова е последната шанса да стане светски фудбалски шампион со својата селекција. Одлична офанзива, но средниот ред и одбраната се далеко од шампионски тим. Не им ги оземам шансите, но дефинитивно се преценети. Саудиска Арабија е единствената репрезентација на светското првенство која во својот тим нема ниту еден интернационалец. Целиот состав им игра во домашниот шампионат. Се спремаат многу долго за светското првенство и еден месец се веќе заедно тренираат, играат пријателски надпревари и можеби тоа е предноста за нив, ако може да се нарече предност. И пазете сега, Саудиска Арабија заврши како лидер во квалификациите пред Јапонија и Австралија. Можеби треба да внимаваме на оваа селекција. Како и да е, ова е надпревар помеѓу Давид и Голијат и Аргентина ќе слави победа. Мислам дека ќе бидат убедливи, но нема да гризат многу. Би рекол Саудиска Арабија Аргентина 0-3. Во истата група, но од 17 часот играат Мексико, Полска. Тука веќе ќе има неизвестност. Мислам дека овој надпревар ќе биде најинтересен во третиот ден на шампионатот. Ќе биде жешко, ќе има многу борба. Мексико како по обичај игра на светските првенства. Има неверојатни 16 настапи на светските шампионати во историјата. Ако некој има искуство од големите надпреварувања, тоа се L3. Во квалификациите завршија како второпласирани зад Канада, но само поради послаба гол разлика. Во Канада конечно добија конкуренција во Средна и Северна Америка. Мексико не прима многу голови, но и не постигнува многу голови. Во квалификациите има нешто над еден гол во просек по надпревар. Досадно. Тие се надеваат дека планот на игра и тактичката замисла на Херардо Мартино, кој е поранешен тренер на Барселона, ќе биде доволен за успех на мундијалот. Па зошто да не? Ајде збор 2 за Полска. На Полска беше дадено директно место во финалето на баражот, откако нивниот противник Русија беше елиминирана од ФИФА. Во баражот славеа против Шведска. Тимот на Чеслав Макневич има славна историја на светските шампионати. 2 пати завршија на третото место, но тоа е само историја. Полска е Левандовски, официјално најдобриот фудбалер според ФИФА за 2021 година. Сосема заслужено. Ако Левандовски одигра добро, тогаш на Полска ќе биде лесно. Но тоа ќе зависи од неговите соиграчи, како Зиелински, например, кој треба да го хранат Левандовски со топки во 16-тникот. На спротивната страна кај L3 има одличен список на фудбалери кои играат во Европа и во Северна Америка. Од нив, напајачот на Волсите, Раул Хименес и играчот на Атлетико Мадрид Ерера ќе бидат главните играчи на тимот. Ми се свија Мексико и ќе навивам за нив на овој надпревар. Vamos muchachos, но ништо чудно надпревар да заврши со почетните 0-0. Одиме со надпреварите од групата Д. Доста изравната група, каде Данска и Франција се фаворити, но Тунис и Австралија може да изненадат. Од 14 часот играат Данска-Тунис. Повторно неизвестен надпревар и повторно надпревар во кој што очекувам голема борба. Данска е фаворит на надпреварот и тоа е сосема оправдано. Имаат одличен состав на фудбалери кои што играат во доста силни екипи. Мислам дека селекторот Хюлманд прави одлична работа со оваа селекција. Типот е одличен тактичар и секогаш знае да го извади најдоброто од фудбалерите. Немам сомнеш дека така ќе биде и сега. Се наоѓаат во одлична форма и на последниот надпревар во септември славеа против Франција со 2-0 во Лигата на нации. Тунис се пласираше на светското првенство благодарение на победата во последното коло против Мали. Ова за нив е 6ти настап на мундијалите. Но за разлика од претходните шампионати, северноафриканците овој пат имаат доста квалитетен состав кој може да изненади во оваа група. Поголемиот дел од тимот е составен од играчи кои што играат во Европа.
Главен играч е фудбалерот на Сент-Ентиен, напајачот Вагби Казри. Но Ханибал Мејбри е едно од имињата на кои што треба да внимаваме. Данска ќе биде во фокусот и поради Кристијан Ериксен. После сликите на Европското првенство, никој не очекуваше дека Кристијан Ериксен ќе се врати на фудбалскиот терен. И не само што се врати, туку игра одлично, игра во одлична форма и сега ќе настапи на светското првенство. Ќе биде главен фудбалер на Данска. Сите погледи се насочени кон Ериксен. Ќе најавам за Кристијан Ериксен и Данска и мислам дека ќе стартуваат со победа. Нема да биде лесно, но мислам дека ќе победат со 2-0. Богатиот ден ќе се комплетира со надпревара од Франција, Австралија од 20 часот. Нема дилема, Франција е фаворит на овој надпревар и е фаворит во групата. Добро, се работи за се уште актуелниот светски шампион. Не заборавајте. Славија на последниот мундијал во Русија во 2018 и сега повторно се меѓу главните фаворити. Дешамп има неверојатен состав. Играчки гледано не гледам репрезентација со повеќе звезди од Франција. Но сето тоа треба добро да се искомпонира. Се чини дека Дешамп знае што прави. Франција освои Лигата на нации во сезоната 2021-22. Во финалето славеше против Шпанија. Ако звездите се стават на располагање на колективот, а не на поединецот, тогаш Франција може и до одбрана на титулата. Кенгурите победија во интерконтиненталниот плейоф на ФИФА славејќи против Перу на пенали. Со тоа Австралија спаси квалификацијската кампања каде што заврши позади Саудиска Арабија и Јапонија. Исто така, со тоа Австралија задржа традицијата со настапи на големите надпреварувања. Оваа селекција секогаш има што да понуди на светските првенства и немам сомнеш дека ќе биде интересно да се следат нивните надпревари на овој шампионат. Внимавајте на Том Рогич, фудбалерот на Селтик, од кого се очекува најмногу во селекцијата на Австралија. Одличен фудбалер, мирен, сталожен, секогаш знае што сака. Мбапе од другата страна е главната звезда. Лесно е кога го имаш Мбапе во тимот. Пробај со Рогич да освоиш шампионски трофи. Ако Мбапе е на потребното ниво, пола работа за Франција ќе биде завршена. За кого ќе навивам? За послабиот, за Австралија, иако мислам дека Франција ќе слави победа. Нека биде 2-1. Со овој надпревар се комплетира третиот ден на светското првенство во Катар. Веќе утре продолжуваме со нови видеа за надпреварите на светското првенство. Следете не. Поздрав!